Дијабетесот бара дисциплина. Колку помалку дисциплина, толку повеќе растат ризиците од мошне сериозни компликации. Дијабетесот бара дисциплина во исхраната, дисциплина во физичката активност, дисциплина во земањето терапија и дисциплина во редовните тестови и контроли. Ако не се прават редовните тестови, многу поверојатно е дека нема да можете навреме да реагирате и да спречите некоја од сериозните последици. Слепило, откажување на бубрезите, ампутација на нога, срцев или мозочен удар. Затоа извонредно е важно да се прават следните тестови. Гликолизиран хемоглобин. Овој тест е основа на следењето на состојбата кај пациентот. Барем 2 пати во годината, според Американската асоциација за дијабет. Редовно мерење крвен притисок. Покачениот крвен притисок секако е опасен, но особено е опасен кај пациенти со дијабетес. Мора да го мерите за да го ставите под контрола. Холестерол во крвта. Најголем дел од фаталните случаи кај дијабетес се токму кардиоваскуларните болести. Знаејќи ја оваа статистика, холестеролот не смее да ја надмине горната граница кај дијабетичери. Проверка на стапалата и самите редовно одржувајте хигиена, секојдневно, и следете ја состојбата на стапалата. Користете само удобни обувки. Контрола на очите. Вашиот лекар ќе ве упати на редовни годишни контроли на очите. Практикувајте ги, бидејќи со тоа може да го спасите видот. Тест за бубрежната функција. Соодносот на албуминот и креатининот е исто така еден од важните тестови за работа на бубрезите. Не го заборавајте овој тест. Бубрезите не даваат предупредувачки знаци пред да биде предоцна. Преглед кај стоматолог. Ако се појават оштетување на жлебнината, можно е да се накалемат инфекции. За да не дојде до тоа, водете редовна лична хигиена на зъбите и одете редовно на стоматолог. ЕКГ. Можноста од нарушено здравје на срцето е релативно голема кај пациентите со дијабетес. Особено над 50 годишна возраст, работата на срцето мора редовно да се следи. Ова се тестовите кои треба да ги правите. Се разбира, ова не е вистинска превенција. Ова е така наречена секундарна превенција. Вистинската превенција е ако водите здрав животен стил и тоа не може да биде заменето со редовни тестирања. Секако, доколку постои било каков сомнеш, консултирајте се со својот матичен лекар.